Опасноста која е надвисната над Македонија може да ја почувствуваат само потполно трезвените и делумно просветлените членови на родот. Треба да се чујат предупредувачките сигнали, алармот кој силно одзвонува и бара брз излез од котелот во кој е ставена да гори нашата мила татковина. Ние кои што сме освестените жаби, новите жаби, треба да искокнеме од чорбата што побрзо, додека се уште нема капак ставен. Кога ќе го стават капакот, а капакот се спрема, капакот ќе биде насилна присилна вакцинација, присилна имунизација, дигитализација, кредитни социјални поени како во Кина и така натаму, ќе јадете скакулци, ќе јадете црви. Значи, ние Македонија немаме потреба да јадеме. Не треба да јадеме, но веројатно ќе треба да ги користиме за да ги подведеме грабливите риби кои населиле една од реките на кои се простира нашата голема држава. Иако на изглед не сличиме со браќата од тикунското племе, ништо не е исклучено ако авторитетите кои читале со сигурност тврдат дека тоа таму е наше. Поминаа крз една река, што имаше мали риби, ако се клаваше рака да вели во една секунда, коска ќе оставаше. Тие се пероните во Amazon River. Да, има такви риби. Перони. Јас имам читано на историја, Ама и сега ги има тие. Of course ги има. И сега дојде, излезе во тоа место, најдојде македонски, град што се вели Македонија. Доволно далеку од таму е светата земја, но и на неја изгледа тоа не е вистинската локација. Позајмени автори су чудна фризура. Тврдат дека ни повеќе ни помалку. Охрид не е Јерусалим, туку баш Назарет. И не постои сила која може да ги убеди во спротивното. Загребачка, Кембридж, Оксфорд, било ко може да ми стане на црту, неće me убедити да su Aleksandar i Kleopatra roditelji Isusovi i da je dečak rođen u Ohridu u Filipovoj tvrđavi, koja se danas zove Samoilova, i da je Ohrid njegovo mesto rođenja. Тоа малку, ама само малку може или не мора да го проблематизира славјанскиот карактер, се разбира последователно и писменоста. Но затоа се тука солунските браќа, кои создале некаква содржина од која можело да се учи. Но и за тоа се појавува мал конфликтот и мора да биде прецизно и јасно. Кој се и каков е јазикот. Внимавај, 855 година, 8 години пред Моравската мисија, преведени се на словенски јазик Библијата и другите словенски книги. Во тоа време ниту бугарите се Зошто словени... не македонски јазик? На македонски, на други словенски јазик, Вели дека кажав го велиш премалку. словенски јазик. Македонски. Па, кажав, јас ти ги цитирам зборовите на Михаил, трети. И на крајот, постои ли поголема идентитетска потврда, ако не е ова, од 1980 година, на Кејот, символично на мостот на Обединети нации, блиска средба од трет вид, на која јасно се слуша наша реч. Значи, целата река Вардар буквално се осветли и одеднаш се појави као бел флеш, како сијајна, многу јака и јасна бела светлина. Меѓутоа, како што се разбистри поише и поише, повеќе и повеќе видов дека пар силуети стојат од таа страна и во истиот момент на македонски јазик, значи во главата почнам да слушам гласови, значи да не се плашам дека не се тука да не повредат. И едно од тие суштества ми даде, мислам, враг, пошто имаше 4 прсти. Известно е дека вонземјаните го користат македонскиот јазик, но треба да се освежи меморијата и тогаш сигурно ќе се свати дека подадената рака не била баш со 4 прста, туку 3 со 2 подвиткани, кои го символизираат традиционалниот поздрав. Цела да е.